Во Тиквешкиот регион во Централна Македонија се судираат континенталната и медитеранската клима. Почвата ги содржи потребните елементи, воздухот е чист, ридовите се прекриени со лозови насади, а сончеви денови има доволно за долго зреење на грозјето. Се што е потребно за квалитетно вино, кое во овој предел се произведува речиси во секоја куќа со векови. Познавајќи ги овие особини на регионот, семејството Филовски пред неколку години одлучи токму овде да ги постави темелите на својот долгогодишен сон, да изградат сопствена винарија, каде што со целосна посветеност и знаење на сите членови ќе се произведува високо квалитетно вино на најсовремен начин. Таткото Жарко Филовски со синовите не пречекаа на терасата на нивниот имот крај селото Прждево на половина пат меѓу Демиркапија и Неготино. Никола, помладиот син, ја доби задачата да ја раскаже приказната за винаријата Филовски од почеток до сега. Нашата приватна фамилиарна фирма постои веќе скоро 20 години, значи до година ќе прави 2 декади од своето постоење. Таа првите десетина години значи работеше во областа на производството на вино во Македонија и долгорочно значи беше како дел од стратегијата на развивање на фирмата и градење на сопствен винарски погон, односно винарска визба. Нормално сето тоа мораше да се одвива таму каде што се наоѓа суровината, за да се добие нели најдобриот можен квалитет и поради тоа се одлучивме значи да изградиме винаријата во ова село каде што се наоѓаме. Вие немате семејна врска со селото? Така, значи немаме некакво потекло од ова село. Мотивот е едноставно што суровината каде што се наоѓаме е најдобрата. Значи во смисол што се наоѓа во најдобриот регион во Македонија, тачно во центарот, помеѓу неколку познати микролокации, значи како што се Вешија, Дисан и слично. Барово исто така е надалеку од тука, кралските лозија од кралот Караѓорѓевиќ исто довдека стигале од кралската винарија. И значи поради тоа се решивме, нели покрај другото исто и во самото село има и добар пристап, значи инфраструктурен, водовод, значи сите тие беа причини да не доведат на оваа локација да изградиме винаријата, која што е почната да се гради некаде околу 2005 година, завршена е во 2007 и првата берба е започната во 2008 година. Никола е дипломиран енолог на Земјоделскиот факултет во Скопје. До најситни детали ги познава обележјата на регионот, каде што винарството е дел од животот на луѓето. Знае за квалитетите на почвата, за изложеноста на сонце на лозовите насади, за сортите грозје кои најчесто ги садат локалните жители. Пред све, значи, самата почва во Тиквешијата, значи, која што има повеќе неколку типови смолница и така натаму, алувијални и делувијални почви се одговара значи на корените на самата лоза. Исто така пред све има доста голема количина на сончеви денови. Конкретно во нашето село тука каде што произведуваме исто така имаат мало ограничување со наводнувањето, така да тоа предизвикува да зависат во главно од природата, односно од природната количина на врнежи, што предизвикува да имате помал принос на грозје, меѓутоа поквалитетно грозје од кое што се добива поквалитетно вино. Исто така, куриозитет е тоа што како и кај голем број на светски познати вински региони, значи има високи температури, да кажеме, преку лето, исто и во периодот на бербата. Меѓутоа, тие, поготово на малце по-високите места, температури се ограничени од проврев, значи мал ветер, нели, поради конфигурацијата на теренот, што ги штити од една страна лозите од болести и малце намалува температурата, а исто така значи она што спомнав заедничко со повеќето познати вински райони е тоа што преку дење има високи температури, а преку ноќе има ладни вечери. Значи, со кои други региони од светот според климатските особини може овој дел да се спореди? Па би ги споредил јас со Тоскана, исто така и со Риоха во Шпанија, значи знаете, игра и географската ширина улога, меѓутоа и не е само тоа, има и улога, нели, колку сте блиску до водени маси, многу други фактори исто. Дали тоа подразбира дека квалитетот на виното што произлегува одовде може автоматски да биде близок, сроден до квалитетот на вината што доаѓаат од Тоскана или од регионот?
Па зашто да не? Зашто да не? Значи може, нормално дека може, меѓутоа теруарот си го прави своето. Значи исти да бидат не може да бидат само релативно слични доколку има слични услови и слични, да кажам, слична година во однос на врнежи, сонце и така натаму. За да ни ја покаже одблиску технологијата на правење вино на типовите Вранец и Темјаника, кои засега го носат подписот на винаријата Филовски, Никола ме покани во производствените простории на винаријата. Прво во малата лабораторија, каде што врши мерење на шеќерот во грозјето, киселоста и други параметри. Се наоѓаме во лабораторијата на винаријата. Многу важна работа во секоја винарија да има, значи, барем елементарна една лабораторија со која што се мери технолошката зрелост на грозјето пред берба. Значи, бидејќи нели нормално тоа е многу битен момент да биде грозјето во оптимална созреаност за да може да се добијат најдобрите квалитети од него. Во основа, значи, во оваа лабораторија се вршат мерење на вкупни киселини, на pH вредност и на количина на шеќер на грозјето пред берба, а потоа нормално и при финализацијата на виното се вршат мерење, некои основни мерења на самото вино за да се заврши целото производство. А потоа во малата просторија за полнење шишиња која во моментот на нашата посета мируваше до есенската сезона. Токму овде ќе се уверите дека членовите на семејството Филовски го креираат и го контролираат секој детал од процесот на производството, дека секоја капка вино, секое шише кое излегува од винаријата, поминува низ нивните раце. Признавам дека на пат кон селото Прждево очекував да влезам во темна и студена винска визба со темни големи бочви, помали дрвени буриња, со чепови, со остар мирис на вино наоколу. Но производствената сала на винаријата Филовски е целосна спротивност. Нова, голема, висока просторија со масивни чисти метални резервоари на кои е уредно забележано дали се полни со Вранец или со Темјаника и од која година е бербата. И покрај необично топлиот ден за април, внатре беше свежо и пријатно, затоа што од едната страна винаријата е вкопана во ридот, за да се одржува пониска температура во жешките лета. Најпосле го најдов правиот човек кој ќе ми одговори од каде добрите познавачи на вино при дегустација на одреден вид умеат да препознаат ароми на јагода, праска, цветови, мирис на дрво, на земја, на зачини, лесно го определуваат степенот на сувост, интензитетот на бојата и така натаму. Всушност на сложена ароматска структура која што секоја сорта на грозје со себе си ја носи. Значи се работи за одредени специфични хемиски компоненти, значи кои што се на пример конкретно истите тие хемиски компоненти кои што се застапени во виното, ако асоцираат на мирис на праска, бидејќи истите типови ги има и во самата праска. Ова вино Темјаниката какви ароми според вас има? Според мене, значи таа треба да има, значи доколку е соодветно произведена, иницијално ароми на цитруси, на цитрусни овош на лимони и портокали, како и разни цветови, значи и мал мирис на бозел. Како што старе, значи цветните и цитрусните тонови се стишуваат, добива една поистакната арома на мента. Капацитетот на винаријата Филовски засега е 100.000 шишиња годишно, но собствениците велат дека планираат континуиран развој, поголеми количества во иднина и уште неколку видови вино. Освен тоа, за нивната винска приказна, тие сакаат да се слушне и надвор од Македонија. Веќе имале контакти со повеќеми на европски дистрибутери на вино, а наскоро ќе го пречекорат и Атлантикот. Моментално сме во преговори со компанијата Маквайн од Канада. Се надеваме дека ќе успееме да се етаблираме на канадскиот пазар и да оствариме една долгогодишна соработка од која што ќе бидеме задоволни и ние и нормално и крајните конзументи. Па што друго, освен да им посакаме добра берба и успешна работа. А кога се држи чаша вино во раката, за тоа се наздравува. Да го пробаме? Да. Да наздравиме претходно? Наздрави. Здраво.